Раката во Стамбул што оценувало секоја стока колку чинело. Чита Александар Станојков. Во старо време во Стамбул, кога не можеле да се уидисаат во некој запрлак за некаква стока, ќе оделе кај праведната рака да му ја уцени стоката до колку што чини. Еве, како се прашале до таа рака. Ќе застанат пред неа купувачо и продаачо и ќе речел купувачо: Рако, еве јас купив една стока од овој брат, ама тој ми сака многу скапо, а јас му ја сакам многу ефтино. Чунти не можеме да се погодиме, дојдовме пред тебе и еве, јас ќе ти клавам в рака пари и доколку што ќе чини стоката, до толку да задржиш и пари. Така велејќи, ќе му брои во раката пари и доколку што ќе чини стоката, до толку ќе задржи и раката пари. Парите ќе се изземи тој што ја продал стоката и ќе му ја дај стоката без никој збор. Не можејќи еднаш да се удисаат двајца луѓе со еден конј, отишле при раката да ја клаат пари и да се уидисаат. Рекле како што му било адето и извоил едно ќесе минцу и да му брои. Едно беше клал еден минц во раката и се затворила раката, демек еден минц чинел коњо, а не поеќе. Кога видел продаачот и раката му го уценила коњо за еден минц, склоцал и не ќел да го дава, да најпосле ошле на кадија да се судат, ама и кадијата ја честил праведната рака, тај тој толку го уцени коњо и му го дал на купувачо. Со голем ќеф го зел купувачо и си го однесол дома. Секој што чул оти за еден минц го уцени раката, не прао ја најде и секој беше рекол оти праведната рака фати да уценува неправедно. Ама до 24 сати излезе правината на Мегдан. Чунти коњо беше му пцојсал на купувачо и кожата беше ја продал за еден минц. Ете како знаела раката оти еден минц чинел коњо. Кога чуле свето тоа нешто, се зачудиле оти раката, за салам знаела оти еден минц чинел коњо. Таа рака уцедувала стоката на свето во Стамбул, дури дека лош човек излагал некако со некаква лага и веќе не ценела. Лагата, каква била, не ја знаеше Динко В, па затоа и јас не ја пишав.